Господине, почваме тинтири-минтири. Ма немој, молим те, почна тинтири-минтири. Ти мене ке ме лажеш. 6-та сезона тинтири-минтири уште нема почнато. Почнате? Да! На канал 5? Да! Тинтири-минтири сега? Да! Држи малце. Ајде! И најпосле дочекав концертот овој викенд. Заедно ќе одиме, така? Под еден услов, да не одиме гладни, каде ќе јадеме предходно? Па не знам, не размислував за тоа. Можеме да јадеме во било кој ресторант, не е проблем. А, не, јас сум вегетаријанка, не јадам месо. Добро да, тоа не е проблем. Ќе порачаш нешто без месо? Добро и ништо на база на млечни производи. Јас не толерирам лактоза. Добро да, ќе се снајдеме без лактоза. Да, и без млечни производи и без месо. А, и ништо на база на брашно. Моите алергии веднаш ќе потечам. Добро те, што можеш да јадеш? Но вистина, што јадеш ти? Не морска храна и ако имаш колки на 1 километар од мене, јас морам да одам на доктор. Можам да умрам. Леле, ова е страшно. И комплицирано. И да не заборавам, не смеам мексиканска храна. Последен пат кога јадев мексиканска храна, цела ноќ повраќав. Ајде. Прв пат слушам за. Ај некако овошјето и зеленчукот се во ред, но треба да бидат во пире и во течна состојба. И не смеам да јадам црвени, портокалови и зелени зеленчуци, а никако сини и црвени овошја. Никако! Што ви лице да го прескокнеме дењето? Да, ќе одиме одма на концерт. Договорено, но нема многу брзо да играме и се надевам нема да има некоја гласна и брза музика и да не скокаме, важи, бидејќи јас не сум по играњето, а и мразам гласна музика. Добро, тогаш ќе го прескокнеме и концертот и ќе одиме на кино. Јеј, movie night, супер! Договорено? Само да не биде нешто со пење и експлозии, да и да не бидат трилер и акции, важи, и да не биде за викенди и не смем да излегувам во деновите што имаат буквата Б и Д. Знаеш што? Заборави на киното, никаде не одиме. Ало, мамо, не идам на концерт, ќе гледаме дома филм. Ама зошто? Да не реков нешто што не треба. Приверливоста нема да ве однесе никаде. А вие гледате Тинтири-минтири шоу! Дами и господа, драги деца, мајки, татковци, деца и родители! На 31 декември во 12 часот во театарот за деца и младенци ќе се глуми, ќе се пее и ќе се смее. Некој ќе се кара, а некој Дедо Мраз ќе го бара.
драги деца, майки и татковци, баби и дедовци. На 31 декември во 12 часот во театарот за деца и младенци. Ке се глуми, ке се пее и ке се смее. Некој ќе се кара, а некој дедо Мраз ќе го бара. Присуството е задолжително. Извинете, дали може да ми го причувате куферот? Ќе излезам малку надвор. Веднаш ќе се вратам. Добре, ај само праши дали возов ќе стои тука подолго или... Па колку што гледам работа нешто со моторот. Ве молам само причувајте го, морам да одам. Уште 2 минути. Дами и господа, возот поаѓа за 2 минути. Колачиња со цимет, медењаци, кој сака да купи? Значи јас ходам да си купам колачиња и сок. Сакате вие две? Не, кога патуваме не треба да јадеме. Можно ќе ни се слушили, ќе ни седат до тоалет. Патниците ги повикуваат, а девојчето се уште не е тука. Може да провериш дали ја гледаш некаде? Не, ода, нема никој од прозорец. Еј, значи еден патник фали, немој да трга возов, еден патник фали. Гледа каде е ова? Значи ја нема. Значи дека не трга возов. Девојче, а ти знаеш кога се како се рекло? Како? Па тебе ти помина возот. Па мене не ми помина, на неа и помина. Па на неа и поминало, готово, што да правиме ние? Имаме ние распоред, ова се железници, значи мора точно да се дојде. Сте тргнале во 11, треба да стигнете во 17. И куферот е тука. Значи куферот ти бил тука. Девојче, каква врска има куферот со вечност? Вие младите ништо не знаете. И значи сега што да ја према на куферот? Дај, ќе офрлам низ прозор. Бар некако ќе ја најдем. Ајде. Дај крутете, Бара нема да го изгуби куферот. среќа некај. Утро, девојче. Чичко кондуктор, тоа се што го фрлиме беше куферот на едно девојче што отиде и не се врати. Па ако може некој од железничката станица нека го даде кога ќе дојде. Шо сум ти ја, бе, девојче, јас сум кондуктор или у служба изгубено најдено? Бог да чува, само можам да ви пишам казна за фрлање низ прозор. Уште па куфери фрлате. Што младина ке беше ова, бе? Колку невнимателно, девојче. Што ќе кажат нејзините? Ту бе, не сакам ни да мислам на тоа. А баш во мојбет си направивме. Здраво, како сте? Што е? Па нели речеш ќе излезеш? Не, без во последниот вагон. Па ние мислевме дека возот те остави. Каде ми е куферот? Многу ми е жал, ама мислевме нели дека го пропушти возот и сакав да ти направам услуга, па... Знаеш, ти го фрливме куферот низ прозорец. Што? Ама нежно. Кој ви кажа да го направите? Зошто? Ама ние тоа за тебе го направивме. Значи сакавме да направиме добро дело. И сега што да правам? Значи знаев, уште од почетокот знаев дека ќе направите нешто лошо. Знаев. Зошто така не зборуваш? А кажи ми, како да се однесувам? Што да правам? Значи прво ти требаш да ми кажеш каде одиш. Што вие? Зошто треба да ви кажам што да правам и каде одам? Ти која свека да ни се однесуваш? Ја помислам дека си добар девојче, ама изгледа сум изгрешила. Ти нас не почитуваш и јас тоа не можам да го толерирам. Патници, се приближуваме до следната станица. Кога ќе стигнеме на следната станица, ти ќе видиш која сум. Прави што сакаш, но да ми го најдете куферот. Каде ми го оставивте? Ние да ти го најдеме. Оди да си го земеш сама од станицата што ја оставивме зад нас. За еден куфер ли ти е поважно од нашево пријателство, бе, девојче? Не ти го познавам името, ама ние сме пријатели. Ние с тебе не ти го знам името, ама знам дека не сме пријателки.
Секое дело е добро дело. Вие гледате Тинтери Минтери Шоу! Некој ќе се кара. А некој Дедо Мраз ке го бара. Представа за сите возрасти, Радости. Смења. сериозност и пење. На 31 декември. Во 12 часот. Во театар за деца и младинци. Ве очекуваме! Не, ода, нема никој од прозорот. И сега. Утро, девојче. Барем нема нова година да стигне. Hollywood se plaši i da deca naši tukta sите glumat pеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтери Минтери шоу. Тинтери Минтери